Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Јубилејното 25-то издание на меѓународниот фестивал за поезија Денови на Наим ќе се отвори утре во Тетово со учество на голем број поети од странство, но и од земјава. До Државната изборна комисија се поднесени 13 приговори за постапката за гласање и за постапката за сумирање и утврдување на резултатите. Едно лице загина, уште две се повредени во тешка сообраќајка која се случи вчера на автопатот Скопје-Тетово. Јубилејното 25-то издание на меѓународниот фестивал за поезија Денови на Наим ќе се отвори утре во Тетово, со почеток во 19 часот и 30 минути. Нова издание ќе учествуваат голем број поети од странство, но и од земјава, а добитник на главната награда е писател од Конго кој живее во Франција. Утре во 19 часот и 30 минути почнува меѓународниот фестивал на поезија Дитете на Имит, 25-та јубиларна едиција. Во фестивалот ќе учествуваат близу 30 поети од многу земји, од странство и од земјава. Така што ќе доаѓат поети од Аргентина, Индија, Канада, студенти на американски држави, од Норвегија, од Шведска, од Полска и така натака. Од македонските поети ќе учествува Марта Марковска. Сакам да изјавувам тука дека добитник на големата награда ова година е поетот од Конго кој живее во Франција, Кама Каманда, и тој е и почесен член на нашата дирекција. Фестивалот ќе има разни активности, меѓу кои и читање, промоција книги, една научна конференција за 25 годишнината на фестивалот и ќе се пушти еден филм документарен за почината поетеса од Германија Силке Лирија Блумба и една изложба за целата историја на нашиот фестивал. Фестивалот го поддржава Министерството за култура. Северна Македонија е една од првите држави која усвои национална стратегија за енергетски развој до 2040 година. И покрај пандемијата на COVID-19 годинава усвоивме ревидиран национален утврден придонес за намалување на стакленичките гасови. Утврдивме дури 63 планови за климатска акција, што се директно поврзани со 15 цели за одржлив развој. Ова денеска го истакна председателот на државата Стево Пендаровски, кој го отвори младинскиот самит за климатски промени. Последниот извештај на меѓувладиниот панел за климатски промени, IPCC, недвомислено укажува дека ние веќе ја живееме последната деценија во која ќе можеме да влијаеме за да го ограничиме глобалното затоплување. Меѓутоа, за тоа да го направиме, ќе биде неопходно брзо и од корен да го промениме енергетскиот и производствениот систем во светот. Ќе мора да стекнеме нови, одржливи животни навики и да покажеме многу поголема грижа за животната средина. Во спротивно, ако не успееме на глобално ниво драстично да ги намалиме емисиите на стакленички гасови во текот на оваа пресудна деценија, и ако не успееме да постигнеме нето нула емисии до 2050-та, тогаш неминовно ќе дојдеме до точката од која ќе нема враќање. Годинешниве шумски пожари и поплави и кај нас и во Европа ни претскажуваат каква иднина не очекува. Поради климатските промени, екстремните временски услови ќе бидат се почести и се поинтензивни, со повеќе човечки жртви и поголеми штети за националните економии и екосистеми. Во некои региони ќе зачестат топлотните бранови, суши и пожари, а во други бурите и поплавите. Особено ранлив на климатските промени е и ќе биде медитеранскиот регион на кој и ние
припаѓаме. До Државната изборна комисија се поднесени 13 приговори за постапката за гласање и за постапката за сумирање и утврдување на резултатите од локалните избори. Политичките партии поднесоа 13 приговори до Државната изборна комисија околу локалните избори кои се одржаа викендов. 4 приговори поднесе коалицијата предводена од СДСМ. Едниот се однесува на избирачко место број 2121 во општина Егуновце, а вториот на избирачко место број 2118 во општина Егуновце. Останатите приговори се за избирачкото место број 2587 низ 1 во општина Јорче Петров и за избирачкото место број 618 во општина Македонска Каменица. Од Алијанса за албанците Алтернатива имаат 6 приговори за избирачкото место 0543 во општина Дебар и за избирачко место 2957 низ 1 во општина Шуто Ризари. 2 приговори се за општина Гостивар за избирачките места 2975 и 406 низ 1. Еден приговор се однесува на сумирање на резултатите за градоначалник на општина Гостивар и еден кој се однесува на сумирање на резултатите за членови на Совет на општина Гостивар. Од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН поднесени се 3 приговори за избирачкото место број 2844 во општина Центар, за избирачкото место број 1470 во општина Долнени и за избирачко место број 2447 во општина Сарај. 2 приговора се поднесени од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, а се однесуваат на прекршување на изборниот молк. Државната изборна комисија е должна во рок од 72 часа по приемот на приговорот да донесе одлука. Против одлуката на ДИК, подносителот на приговорот може да поднесе тужба до управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Зборувајќи за пријавите со жалби на гласачи за време на изборите, народниот правобранител Насер Зибери во гостување во утрински брифинг со оценка дека државата покажала дека има капацитет за мирни и демократски избори. Претежно на денот на изборите пријавите, односно јавувањата одеа во насока на остварување на избирачкото право и тоа неможноста да се оствари избирачкото право поради истекување на документите за утврдување идентитет, за неуврстување во избирачкиот список, проблеми со лицата кои своето право требале да го остварат во време на пандемија, односно кои се со COVID вирус. И еден сериозен број на јавување имаше во однос на остварување на таквото право во старечките домови. Мислам дека овој изборен циклус покажа дека државата има капацитет и може да ги реализира изборите во рамките на некои демократски стандарди кои се предвидуваат и од страна на ОСБ и од ОДИР, и дека може да имаме мирна кампања без ексцеси и без поголеми повреди. Се разбира дека новиот начин на одвивање на изборниот процес со воведување на обврската на идентификација преку уредите за електронско водење на изборниот процес создаде сериозни проблеми во смисла на техничката исправност на уредите, во смисла на управување со уредите, но со оглед на тоа дека ова беше прв циклус каде што овие уреди беа употребени, мислам дека не претрпе квалитетот на изборниот процес и со упатствата кои беа дадени од ДИК. Актуелната градоначалничка на Тетово и кандидат за нов мандат од ДУИ Теута Арифи денес беше во посета на Дневниот центар за деца со посебни потреби. Арифи истакна дека преку програма на општина Тетово и Сдруженијето Имаго Плюс за сите ученици кои имаат потреба им е обезбеден личен асистент, при што во процесот на инклузија се вклучени во образовниот процес.
Значи, во целата наша општина нема дете кој има документ дека има потреба да има личен асистент кој не е покриен кога зборуваме за возраст од основно образование. Затоа ни беше важно да оваа програма ја прошириме и со децата од предшколско образование, затоа се заблагодарувам и на соработката, и на идеите, и на работата што ја се врши овде во центарот. А како што веќе сте запознати, наша програма е да во идниот мандат, значи и во средното образование да ја прошириме оваа програма за да имаме комплетно инклузивен процес за децата кои учениците и малите деца кои ги имаат овие потреби. Кај нас поентата е кај децата со попреченост да бидат вклучени од 2 годишна возраст до 14 годишна возраст, каде тие деца што ќе можат да се вклучат во градинки и во училишта ќе се вклучуваат, другите деца од 14 годишна возраст што нема да може да се вклучуваат во редовните училишта или понатаму да продолжуваат со образование, овие деца да отвориме како средно училиште со рехабилитација, професионална ориентација и рехабилитација, што ќе биде во корист дека овие деца треба да се вклучат во општеството, во најразличните фирми каде можат и тие да работат и да се работуваат нешто. Едно починато лице и двајца повредени во сообраќајна незгода на автопатот Скопје-Тетово. Следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Вчера во 16 часот и 40 минути во СВР Тетово било пријавено дека на автопатот Скопје-Тетово кај Требошки надвозник се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Голф со тетовски регистарски ознаки, управувано од 33 годишникот село Требош, и товарно моторно возило Мерцедес со скопски регистарски ознаки, управувано од 34 годишникот Скопје, пошто удрила во патничко моторно возило Опел Зафира со тетовски регистарски ознаки, паркирано од 49 годишникот Тетово, и товарно моторно возило Пежо со тетовски регистарски ознаки, поради дефект паркирано 27 годишникот Тетово. На местото на несреќата почнал 45 годишен пешак од Тетово, кој претходно бил сопатник од товарното возило Пежо со тешки телесни повреди, се здобил пешакот ЕК, кој претходно го паркирал истото товарно возило и со телесни повреди се здобил сопатникот од возилото Голф Елја од Тетово, констатирани во клиничката болница во Тетово. Извршен бил увид на местото на настанот од јавен обвинител и увид на екипа од СВР Тетово. Во несреќата, животот го загубил 45 годишен тетовец со иницијали ФР, додека две други лица, 22 годишникот Тетово, завршил со тешки телесни повреди, а 31 годишна тетовка со потрес на мозокот, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде веднаш биле пренесени за укажување на лекарска помош. Увид на местото на несреќата извршиле јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. По наредба на јавниот обвинител, над безживотното тело на 45 годишниот тетовец ќе се врши обдукција. Вчера околу 16 часот и 40 минути на улица Борис Кидрич во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 26 годишен тетовец, поради сомнение дека во повеќе наврати уценувал 23 годишник исто така од Тетово, дека ќе објави компрометирачки информации и фотографии и зашто подолго време барал и добивал парични средства од 23 годишникот. При лишувањето на 26 годишниот тетовец му била пронајдена и марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 10 часот и 40 минути на улица 113 во Тетово привеле 73 годишникот Тетово, кој одбил да се легитимира, односно не почитувал наредба на полициски службеник, откако претходно против него била поднесена поплака. Се расчистува случајот и против него ќе следува поднесок. Вчера во 18 часот и 40 минути 20 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека 10 минути пред тоа, пред спортска обложувалница на улица Лула Рибар во Тетово, физички бил нападнат од лице кој од порано го познавал. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
Вчера во 7 часот и 15 минути, 29-годишникот гостивар во СВР Тетово пријавил дека едно лице со возило со тетовски регистарски ознаки, кој околу 2 часот и 30 минути наполнило гориво на бензинската пумпа на која тој бил вработен. Не платило сметката, се расчистува случајот. Вчера од 10 часот до 15 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведена е акцијска контрола за првенство на минување, во која вкупно биле откриени законски санкционирани 8 прекршоци, 4 во Тетово и 4 во Гостивар. При контролата исто така санкционирани се и 32 други видови прекршоци, 24 во Тетово и 8 во Гостивар. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!